Повеќе културни и спортско-рекреативни содржини ќе бидат дел од годинашнава програма 75 години Слободна Виница, чиј носител е Виничката локална самоуправа во соработка со граѓански издруженија. Од општината информираа за настаните што ќе се одржат по повод 31. август, денот на ослободувањето, а петдневната програма во која е планирано активно и масовно вклучување на граѓаните ќе се реализира во текот на идната недела. Програмата ќе започне со отворањето на ликовната колонија Свети Ѓорги во истоимениот манастир во селото Блатец, каде ќе се одржи и прослава на денот на населбата. Отворањето е закажано за среда, со што ќе отпочне овогодишната програма за одбележување на јубилеот. Следниот ден настаните продолжуваат со промоција на поезијата од современиот македонски поет Игор Крајчев, како и изложба на дела од роднокрајни автори. Централната прослава по повод празникот е закажана за петок кај споменикот на народниот херој Кирил Михајловски Груица, а потоа е најавена и промоција на монографијата за основното училиште Славчо Стоименски. Културно-забавниот дел од овогодишната програма за ослободувањето на Виница ќе продолжи со промоција на првиот том од македонската рок енциклопедија и од книгата Македонска дискографија винили на авторот Тошо Филиповски, пошто во градскиот парк во Виница ќе следи 7-то издание на фестивалот Слободна зона, а на кој ќе настапат повеќе реномирани рок групи од државата. В сабота, на 31. август, ќе се организира голем музички диџеј хепенинг, пошто концерт ќе одржи и групата Црвена јабука. Во спортско-рекреативниот дел на програмата најавени се планинската велосипедска тура по падините на Плачковица во должина од 40 км, потоа меѓународната рекреативна сениорска трка Чупино Треил, детската трка Алми, како и регионалниот турнир во мал фудбал Виниам Куп 2019.